Samsung официјално го најави воведувањето на One UI 7, новата верзија на својот кориснички интерфејс базиран на Android. Ажурирањето носи подобрувања во дизајнот, зголемена функционалност и нови паметни опции за персонализација. Компанијата истакна дека One UI 7 ќе донесе пофлуидни анимации, оптимизирани перформанси и подобрени безбедносни карактеристики. Корисниците можат да очекуваат и нови можности за продуктивност, како и подобрена интеграција со Galaxy екосистемот. Официјалното пуштање ќе започне во наредните месеци, а листата на поддржани уреди допрва ќе биде објавена. Првите ажурирања најверојатно ќе пристигнат на најновите флагшип модели, пошто ќе следат и по старите генерации. Samsung продолжува со својата стратегија на редовни подобрувања, со цел да понуди побрзо, посигурно и поприлагодливо корисничко искуство. Очекувањата се дека One UI 7 ќе добие позитивни реакции од корисниците ширум светот. Човек од Норвешка, Арве Хјалмар Холмен, поднел жалба против компанијата OpenAI поради лажни информации што ги добил од ChatGPT кој го обвинил за убиство на неговите два сина. Хјалмар тврди дека информациите што му ги дал четботот се неточни и имаат сериозни последици врз неговата репутација. Одговорот што го добил од ChatGPT го прикажувал како татко на две млади деца, кои наводно загинале во трагичен инцидент во 2020 година, а го опишувал како лице што било осудено на затворска казна од 21 година. Холмен, кој никогаш не бил обвинет за никакво кривично дело, ја смета оваа информација за клевета. Групата за дигитални права НОИБ, која ја поднела жалбата, ја критикува OpenAI за нарушување на европските правила за заштита на податоци и точност на личните информации. Тие сметаат дека одрекувањето од одговорност во самата апликација е недоволно и не ги оправдува последиците од лажните тврдења. OpenAI засега не го коментира случајот, а жалбата продолжува да предизвикува внимание во јавноста, бидејќи покажува потенцијални ризици од користењето на вештачка интелигенција без соодветна проверка на фактите.